Според последните информации од Општинската изборна комисија, до 13 часот во Охрид за едниот градски татко гласале 21,65% од вкупно евидентираните 52.580 граѓани. Искористувајќи го своето демократско право, заокружуваат еден од четворицата кандидати за градоначалник на Охрид, на кого ќе му ја дадат довербата да го води градот во наредните 4 години. Меѓу нив затекнавме и наши сограѓани кои првпат излегуваат на избори, оти се далеко од родната грудка. Јас сум тука роден. Тука сум пораснат, тука сум завршил школа, тука ми е све фактички. Значи, Македонија е нешто што види. Нешто што човек го осеќа во Македонија. Човекот може да замине во странство, може да види било каде на светот, али Македонија е во срцето. Секој пат очекуваме, ама што ќе видиме. Кои се главни проблеми кои ви сметат и сака да се променат? Добро, проблемите се општи, мислам, вака. Све, не е само тротуари тие работи, него и за култура, за други работи исто. Чисти град без корупција. До Општинската изборна комисија нема реакции за неправилности или нарушување на јавниот ред. Во попладневните часови се зголемува фреквенцијата на гласачките места. Компаративно во споредба со други години, изборни циклуси, да речам, тука така е приближно излезноста. Најчесто околу пладне и во попладневните часови има поголем број на гласачи. Гласањето до овај момент тече во мирна атмосфера, гласачите си да го извршуваат нивното демократско право, избирачкиот процес почна навремено, избирачкиот материјал е во ред се до овие мигови во најдобар ред и дисциплина. Во текот на вчерашниот ден гласале 214 болни изнемоштени лица, информираат од Општинската изборна комисија. Инаку досега денот поминува мирно и без инциденти и во Струга. Таму излезноста е преполовена во однос на Охрид изнесува 10,2%. Во Струга битката за градоначалник ја трчаат 9 кандидати, а граѓаните избираат и градски советници гласајќи за еден од 10 советнички листи. Во општина Вевчани до 13 часот гласале 33,76% од евидентираните 2091 гласачи. Вевчанци бираат за еден од трите кандидати за градоначалници.